Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма Амбулант. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дијабетесот и болестите на бубрезите обично одат рака под рака. Дијабетичарите често имаат нарушена функција на бубрезите, но и лицата со болести на бубрезите неретко имаат недијагностициран дијабетес. Симптомите на покачениот шекер во крвта некогаш тешко се забележуваат, што доведува до оштетување на ткивото на бубрезите, а последица на тоа може да биде и дијализата. На каков начин покачениот шекер во крвта ги оштетува бубрезите и како може дијабетичарите да им помогнат на своите бубрези, се само дел од прашањата што ќе ги поставиме на денешната гостинка. Тоа е доктор Мајда Мемедовска, нефролог во Жан Митрев клиник. Докторке, добре ни дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден, ви благодарам за поканата. Во светот, бројот на лица што страдат од дијабетес постојано расте, поради што е во пораст и проблемот со болестите на бубрезите. Па веднаш на почетокот на емисијата ќе го погледнеме првиот телоп, кој што гласи: покачениот шекер во крвта ги оштетува бубрезите. Докторке, зошто дијабетесот прави проблем со бубрезите? Вака, прво да кажам дека бубрезите се парен орган во човечкото тело кој што ја регулираат хомеостазата на човечкото тело, тоест балансот го одржуваат, и многу е важно ти имаат една фина, прецизна регулација, така да секоја состојба која што не е физиолошка почнува да смета на тоа и да се прави дисбаланс во бубрезите. Специјално за дијабетесот и артериската хипертензија треба да одбележиме дека се едни од главните причинители за денеска пациентите да завршат на дијализа. 38 до 40% од пациентите кои што се на дијализа се дијабетичари. Така да дијабетесот ги оштетува бубрезите. Значи, врската на дијабетесот со бубрезите е уште од многу одамна, со покачување на креатининот и уреата во крвта и појава на протеини во урината, тоест микроалбуминурија. Тоа значи филтрацијата се нарушува? Филтрацијата се нарушува на бубрегот. Точно така, бубрежниот филтер значи страда со состојбата на хипергликемија кај дијабетесот. Значи покачен шекер во крвта. Покачен шекер во крвта. Кога така се одржува една долго време една таква состојба во човечкото тело, нашите пациенти знаат да ги неглижираат, например, тие вредности од 7, 8, 9, за нив е тоа благо покачување. И така проаѓа еден период од може и неколку години без да се јават на лекар и да мислат дека тоа е нормално, но таа состојба е состојба на дијабет. Значи над 7 милимола тоа е веќе дијабетес на гладно и над 11,1 милимола на нахрането, тоа е веќе дијабетес. И треба да се јават соодветно на лекар, ендокринолог, за да се регулира шекерот. Во состојбата на покачен шекер во крвта, бубрегот реагира така што почнува да хиперфилтрира. Тоест се случуваат едни пораметувања на биохемиските процеси на клеточно ниво, каде што се покачува притисокот во бубрегот, во бубрежните агломерули, и почнува да се оние клетки кои што го тапицираат бубрегот, бубрежната клетка, кои што ја тапицираат, се деформираат, станува бубрегот порозен и почнува да пропушта протеини кои што нормално не би требало да ги има во урината. Сега микроалбуминуријата или малите количини на протеини во урината кај пациентите, тоа е лабораторен белег кој што е најран белег дека нешто не е во ред со бубрегот. Но пациентите најчесто како се јавуваат на лекар кога имаат веќе периферни отоци, тоест како прв клиничен признак им е отокот. Кога ќе забележат дека имаат отоци, тогаш се јавуваат и веќе ќе позборуваме подетелно за тоа, но тоа се веќе доцни симптоми кога болеста е во тек. Колку време по појавата на дијабетесот се може да се очекува оштетување на бубрегот? Дали тоа се случува веднаш, преку ноќ? Потребни ли се години за да дојде до оштетување? За да дојде до оштетување на бубрегот, во зависност од тоа дали е дијабетес тип 1 или 2, има мала разлика. Кај дијабетесот тип 1 треба подолго време, подолг временски период да се развие.
додека кај диабетес тип 2 од 20 до 25 години некои од пациентите ќе развијат диабетска нефропатија. Не сите пациенти развиваат диабетска нефропатија. Има многу фактори. Да, има многу фактори кои што се, на пример, најважен е генетскиот фактор. Дали некој во фамилијата има бубрежно заболување, дали завршил поради тоа на диализа, дали колку членови од фамилијата го имаат тој проблем и како е наследен тој проблем. Најверојатно тогаш да кажуваме дека претпоставуваме дека и тој човек ќе развие диабетска нефропатија. Кај диабетесот тип 2, во моментот на утврдување на диагнозата, сакам да одбележам дека кога ќе утврдат пациентите дека ете имаат диабетес, минимум 5 години уназад се смета дека тие имале веќе диабетес кој што не знаеле, не го контролирале и не обрнале внимание. И затоа многу побрзо кај нив се случуваат промените во бубрегот. Доколку некој има диабетес подолги години, подолго 35 години, до тогаш не се случиле оштетување во бубрегот, има ли шанса по тој период да дојде до оштетување? Тоа е долг период, 35 години, најверојатно нема да е така акутна таа состојба, затоа што оштетувањето се случува бавно, не наеднаш. Постепено се случува оштетувањето, се оштетуваат, се засегнати сите крвни садови во организмот, значи тоа е една генерализирана состојба, не само бубрегот, туку малите крвни садови, се нарекува микроваскулопатија, која што ги засегнува сите, значи исто така ги засегнува и очите, очната леќа, ретината, периферните нерви и потоа и дава некои симптоми како коронарна болест, мислам, дава подлога за да се развие коронарна болест, периферна артериска болест на каротидните артерии, исто така, значи генерализирано целиот организам и затоа пристапот кон лекување треба да е комплексен, интердисциплинарен, да се лекуваат од нефролог, ендокринолог и кардиолог. Дали ова значи што ми споминавте со бубрезите, со оштетувањето на бубрезите, дека генетскиот фактор е пресуден, типот на диабетес, може ли кога ќе дојде пациент кај вас, кој што има одредена форма на диабетес, да доби информација дали кај него ќе се развие диабетска нефропатија или не? Можете ли да процените врз основа на... Да, можеме да процениме врз основа на тоа, например, како шеќерот во крвта е контролиран. Дали има добра контрола на шеќерот или лоша контрола на гликемијата? Дали има покачен крвен притисок? Колку е тој крвен притисок? Дали има микроалбумини во урината? И многу важно да се спомене каков му е начинот на живот. Дали тој пациент е обезен, дали е склонен кон дебелење, дали е веќе со многу голема телесна тежина, дали има некоја физичка активност. Начинот на живот, значи, е многу важен. Начинот на живот е многу важен, да. Дали има ризик фактор како пушење. Значи, пушењето може да придонесе да прогресира болеста? Да. Пушењето може да точно тоа прави, значи тој не може сам по себе да предизвика диабетска нефропатија, но доста придонесува во тоа да се развие побрзо болеста и највеќе на крвните садови генерализирано. Значи ги советувате пациентите со диабетес да престанат да пушат. Голем дел од лицата со диабетес имаат проблеми со бубрезите, но исто така лицата кои што имаат некаква болест на бубрезите, неретко се со недиагностициран диабетес. Ги советувате ли сите пациенти кои што се јавило некое нарушување во функцијата на бубрезите да го контролираат и шеќерот, да прават испитување на нивото на шеќер во крвта? Па не сите бубрежни болести значи дека има некое состојба на преддиабетес или диабетес. Има бубрежни болести како гломерулонефрити, има артериска хипертензија која што дава хипертензивен бубрег, значи има цистични болести кои што не се поврзани воопшто со нивото на шеќер во крвта. Но ако доколку пациентот, како што кажав претходно, има висок body mass index, е обезен е, начинот на живот не му е избалансиран и начинот на хранење, тогаш се препорачува да се следи и пострикно нивото на шеќер во крвта. Но не секое бубрежно заболување има врска со директно поврзано со покачениот шеќер во крвта. Ги споменавте малите количини на протеини во урината. Смее ли урината да
да содржи некои микрочестички од протеини? Или не сме воопшто да има протеини? Па смее да има, тие се многу, навистина многу мали количини кои што може да се најдат во урината и се обично под 30 мг. Ние зборуваме за микроалбуминурија или протеини во урината, така кажано, кога има од меѓу 30 и 300 мг или 200 микрограма на минута, но тоа во според новите стандарди кај нашите се зборува за нискостепена и високостепена протеинурија. Значи нискостепена е под 2 грама, добро, а високостепена е над 2 грама. И најчесто пациентите се забележуваат некој проблем како пенеста урина. Тоа ќе ни биде следниот делот, уште една дилема што треба да ни ја разрешите, која што гласи пенестата урина е знак за белковини во истата, доколку има многу мали количини на белковини во урината, што споминавте под 2 милиграми, така рековте? Под 30 милиграми. Под 30 милиграми. Дали тогаш ќе биде пенаста урината? Не. Во тој случај не. Не, значи микроалбуминоријата не може да се не е видлива. Таа е микро, затоа се вика микроалбуминурија, затоа што се забележува само ако доколку се насочи пациентот да направи соодветниот тест. Инаку кога веќе има пациентот пенеста урина, тогаш станува збор за над 2 грама протеинурија, но пенеста урина значи. Како изгледа? Што значи тоа? Да објаснам. Пенеста урина, секоја урина се пени, затоа што е под притисок. Но, доколку таа пена пациентот забележува дека трае повеќе од 5-10 минути, дека урината веќе долго време така стои пенеста, со меурчиње? Со меурчиње и по баш онаа пена да се создава густа пена, значи дека најверојатно има протеини и тоа не малку. Значи веќе станува збор за високостепена протеинурија, малку е касно тогаш. Тогаш најверојатно има и отоци, такви симптоми како отоци, има покачен крвен притисок. Значи веќе понапреднато е нарушувањето, затоа што во првите стадиуми на дијабетната нефропатија има, да нагласам, еден феномен кој што се јавува само кај дијабетните бубрези. Значи, обично сите деструктивни процеси што се случуваат во бубрегот допринесуваат тој да ги намали големината, да го намали паренхимот и ехографски, кога се прави преглед, се гледаат намалени бубрези, нејасна структура и така. Кај дијабетната нефропатија во почетокот, кога уште немаат симптоми, пациентите може да немаат покачен притисок, може да немаат протеинурија, тогаш се забележуваат едни поголеми бубрези, значи бубрезите ја зголемуваат својата големина над 30% од нормалната, и значи на ехограф се гледаат едни големи бубрези и функцијата на бубрезите дури е повеќе од нормална. Ако нормално е, да речеме 90 мл, таа е 100 и над 100. И тоа е исто лош знак дека веќе почнало да се оштетува бубрегот. Споминавте отоци на нозете, еви имаме уште еден телоп кој што говори на таа тема. Отоците на нозете се знак за проблем со бубрезите. По кој дел нозете отекуваат, докторке? Каде се забележуваат овие отоци? Овие отоци се најчесто под коленица и околу стапалата. Периферни отоци се нарекуваат затоа што се во периферијата, исто така и околу очите може да се забележат тие. А зошто се случуваат? Се задржува урин или пак е поврзано со губењето на протеини? Со губењето на, да, точно, се нарушува филтерот на бубрегот, пропушта протеини, значи, и се јавува еден дисбаланс во организмот. Малиот процент на белковини во телото прави да се задржи задршка на вода. Исто така, значи дека почнал бубрегот да се нарушува неговата функција, електролитен дисбаланс се настанува, натриум се задржува, исто така и вода заедно со натриумот. И почнува да отекува пациентот. И тоа најчесто прво е нешто што го тера да се јави на лекар. Да им дадеме можност на гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со своји прашања на телефонскиот број 3076 677. Доктор Мајда Мемедовска, нефролог во Жан Митрев клиник,
е денешна гостинка во студиото. Таа ќе даде одговори на сите ваши прашања поврзани со болестите на бубрезите и дијабетесот, но може да се јават и за некои други проблеми со бубрезите, со бидејќи има, како што споменавте, најразлични причини поради што може да биде оштетета нивната функција. И да се јават и истите симптоми. Истите симптоми. Да се задржам уште малку на тестот кој што детектира мали количини на протеини во урината. Дали тие се изведуваат во здравствените домови кои што третираат дијабетес? Потребно ли е пациентот од самиот почеток на болеста редовно да ги прави овие тестови, за да се следи состојбата на бубрезите? Да, значи се препорачува да се направи од кај дијабетес тип 2, од моментот, како што кажав, на утврдување на дијагнозата, да почнат да се прават тие рутински проверки за протеини во урината, барем 2 пати годишно, тоест на 6 месеца, и да се види дали е нормално или не. Ако нема микроалбуминурија, се следи рутински во текот на годините и се следи крвниот притисок и најважно се контролира нивото на шекер. Доколку има протеинурија, се јави на неговата рутинска проверка, се јави мали количини на протеини во урината, тогаш треба тоа да се повтори во рок на 2 до 3 седмици, да се повтори пак и после уште еднаш. Значи некаде околу еднаш месечно да се направи тој тест. Доколку 2 од тие 3 теста е позитивен на микроалбуминурија, значи дека веќе има проблем. Нарушена функција во филтрацијата конкретно. Да. Ајде да го вклучиме гледачот, кој што сака да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден и на вас. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката. Ви благодарам. Слушам емисијата за прв пат, се јавувам и пак тема начекувам. Така. И сакам да прашам, истите симптоми има мојот сопруг. Дијабетичар е на инсулин. Така. И многу често му се јавува тотоци околу очите и долу каде глузовите кај нозете. А може да се забележи и малце нагоре над зглобовите, што викаме ние. Сега, тој пред 3-4 години падна во кома од шеќер. Сега симптоми има многу различни. Па сакам да прашам дали е неопходно обавезни прегледи, јавување кај доктор и да ми каже нешто докторката поопширно за оваа болест. Добро. Поздравувам и се Ви благодарам што не следите и што се вклучивте во Телма амбуланта. Колку често пациентот би требало да прави контроли и што препорачувате? Да, од ова што го слушнав, значи треба пациентот веќе, не знам колку години е дијабетичар, но на инсулинска терапија, значи дека можеби не му е добро контролиран дијабетот, што он така дава отоци. Треба да се провери што побрзо тој тест да се направи за протеини во урината. Доколку се диагностицира, најверојатно тој пациент има оштетување веќе на бубрезите, значи да се испита микроалбуминурија во урината, да се следи шекерот, да се види дали се оптимални инсулиновите дози и ако се установи дијабетна нефропатија, да се преземе терапија. Јас верувам дека има терапија пациентот, но можеби не му е доволно избалансирана, да речеме. Но мора да се јави, да, ако тоа е прашањето дека треба да се следи, да, треба и тоа веднаш да се јави на лекар. Да се спречи колку што е можно побрзо. Уште еден гледач очекува вклучување во емисија. Добар ден. Да, добар ден. Ме слушате? Да, ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав. Ве молам да ми одговорите, во урината, ако се најдат протеини со 2 крста и слаб кетони, при обилно крварење од било конкременти, од било што, дали тоа би било као нормално појава?
Да, имате под прашање некој? Да, обилно крварење од што не Да, разбрав? обилно крварење, просто темна е урината, црвена. Аха, значи во урината има присуство на крв. Најдени се протеини и кетони слаби. А има ли драгови. диабетес пациентот? Дали има диабетес пациентот? Не, нема да биде 5, нешто е дури. Тоа е интересна работа. А дали имате конкременти, камчиња во Да, бубрезите? конкременти се познати, стално си пати со неколку атаки имало до сега, Аха. повозрастна особа. Така. Добро, ви благодарам за вклучување во програмата. Значи, дали е нормално да има покачени протеини и кетони, ако не се лажам, Да. при напад на бубрези од камче, така? Па при напад на бубрези од камче, најверојатно кога се исфрлаат тие камчиња, предизвикуваат дразнење на лигавицата на уретерот. И по тој начин, кога камчето мине, ги оштетува ѕидовите и предизвикува крварење. Затоа е тоа крварење најверојатно во урината. Сега има протеини, протеините се нормални во таа состојба, затоа што има разградување на еритроцити и тие имаат протеински составки кои што даваат позитивна проба на Значи, протеини. од крвта. Од крвта, да. Но кетоните не верувам дека се од крварењето, можеби пациентот бил долго време во тегоби поради бубрежната атака и затоа можеби не се хранел, не примал доволно течности и тогаш знае да даде така кетони во урината. Инаку кетони во урината исто се карактеристика за пациенти со диабетес? Да, тие се јавуваат како показател дека пациентот да се земат треба во предвид и другите исследувања. Само кетони како кетони може да си на диета, исто така да имаш кетони. Дехидрираност. Да, може да се многу причини, но ако има хипергликемија, покачена крвна шекер во крвта и кетони, тогаш да, има. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта, ќе проговориме подетално за симптомите и начинот на лекување. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме со доктор Мајда Мемедовска, нефролог во Жан Митрев клиник, за бубрезите и диабетот, која е корелацијата во оштетувањето на бубрезите поради покачениот шекер во крвта и на каков начин диабетичарите можат да им помогнат на своите бубрези. Но претходно ќе се задржиме на симптомите и исто така на причините кои што доведува до оваа болест. Можеме да го погледнеме следниот телоп, кој што се однесува на покачениот крвен притисок и гласи: освен контрола на шекерот во крвта, за спречување на развој на бубрежното оштетување, потребна е строга контрола на крвниот притисок. Се надам дека ќе го видиме телопот наскоро. Зошто е толку важно да се контролира крвниот притисок покрај останатите параметри? Па вака сега, значи кога се оштетува бубрегот, тогаш почнува да се јавува дисбаланси во крвниот притисок, затоа што некои од вазоактивните состојки што се секретираат во крвта се секретираат токму од бубрегот. Така е примерот со ренин, ангиотензин, алдостероновата система, каде што почнуваат да се јавуваат пореметувања поради хиперфункција на бубрегот, нарастување на бубрегот во почетните стадиуми и почнува да варира и крвниот притисок, што дополнително ги уништува и крвните садови кои што веќе почнале од диабетесот да се оштетуваат. Значи тоа е една генерализирана состојба каде почнуваат малите крвни садови да страдаат, така што настанува нивно ремоделирање, се нарушуваат липидниот статус, значи лошиот во однос на добриот холестерол, и даваат почва да се создадат по садовите плаки, атероматозни плаки, каде што веќе даваат посериозни болести како срцеви инциденти, значи срцев удар, мозочен удар и каротидни болести, кои што исто така водат до мозочен удар, периферни артериски оклузивни запушување на крвните садови. Така да многу е важно да се контролира крвниот притисок, да не прави механички притисок врз садовите. Значи треба да биде, особено кај диабетичарите,
не малце се пониски границите, треба да биде кај диабетичарите 130 со 80 да биде да се одржува некој притисок, доколку имаат протеинурија, тие вредности паѓаат уште пониско на 125 на 75, 120 со 70 за да има оптимален исход целата состојба. Докторке, двајца гледачи очекуваат да постават прашање. Ајде да го слушнеме првиот од нив. Добар ден. Ало, поздрав за водителката и за докторката. Ви благодарам. Јас немам шеќер, имам 4,9, 4,8, ама крвниот притисок ми се качува, сим ни качи. Така да ќе се напијам што треба да се напијам, се симне и после некое време пак ми се качи. А имам проблеми со периферните циркулација. И на нозите и на раците, така осеќам дека не се добри. Бубрезите во каква состојба ви сте правеле испитување? Бубрезите сум правела добро бубрезите и шеќерот е добар. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Како нефролог можете ли да дадете некаков совет во оваа ситуација? Па во оваа ситуација, доколку бубрезите се во добра состојба, нема диабетес, само покачен крвен притисок, најверојатно се работи за есенцијална хипертензија, која што треба најдобро да се следи, да се одржува од кардиолозите да препорачаат соодветна терапија. Така. И ние нефролозите да третираме хипертензија, но во случајов да се види дали е оптимална терапијата. Можеби терапијата не е оптимална, можеби липидниот статус, холестеролите не се добри и да се даде соодветна терапија. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Се исклучил, добро. Ке има можност повторно да се јави доколку сака да постави прашање. А сега, докторке, сакам да искоментирате уште една состојба која што е поврзана со оштетувањето на бубрезите и диабетесот. Можеме да го погледнеме следниот телоп. Кога кај пациентите со шекерна болест ќе почне да се јавува честа хипогликемија, значи намалена концентрација на шекер во крвта, или ако шекерот добро се контролира и без лекови кои порано биле неопходни за регулација на шекерот, треба да се јави сомнеж за диабетска нефропатија. Многу често пациентите се срекни дека со текот на времето им се подобрила состојбата, сега повеќе не им е потребен толку инсулин и сметаат дека се здрави, го надминуваат диабетесот, но што ова значи? Па ова за жал не е добра прогноза. Значи кога ќе истите дози инсулин кога ќе почнат да делуваат, да прават хипогликемии, значи дека или не е добро контролиран шекерот или бубрегот веќе е во некоја понапредната фаза на оштетување, така што не се метаболизира добро, значи преку бубрезите и останува да циркулира во организмот поголема доза на инсулин и им прави често хипогликемии. За сите препарати важи истото. Значи кога ќе се јават чести хипогликемии, значи дека треба да се следи пострикно еден ендокринолог и да се прави преценка на бубрежната функција, да се види колку е гломерулната филтрација, креатининот, уреата. Значи ова може да биде сигнал дека всушност бубрезите се оштетени. Точно, да. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум диабетичар. Така. И се движи од 7 до 9. И пијам само аптина пијам само. Така. Па дали нормално за толку да не биде шекерот или? Добро. Колку време има диабет? Колку време имате диабет? Па може 10 години така. Добро. Добро. Дали следи бубрежна функција? Така, дали ги следите функцијата на бубрезите? Одите ли кај нефролог, правите ли тестови за присуство на протеини во урината? Па не, ама немам никакви тегови. Аха, немате никакви тегоби, поради тоа не правите. Па примерно, ако не сум малце нели се привира, ако јадам течени работи, некое пиво, тоа се кафе, иначе онака. Така. Од 6 до 7 не. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке, доколку немаат симптоми, пациентите не треба да прават испитување на протеини во урината? Не, тоа е многу погрешно кај пациентите. Има многу пациенти како овој пациент кои што прво диетата име
балансирана. Значи не пазат, немаат хигиена на хранење, не се придржуваат и кон терапијата која што е препишана. Значи треба малце повеќе дисциплина во однос на ова. И тоа што 10 години има диабет, значи дека треба да се следи бубрежната функција редовно, барем 2 пати годишно да се следи. Тоа што нема симптоми не значи дека не се оштетени. Крвниот притисок треба исто така да се следи, а во неговиот случај само не разбрав дали колку му е покачен, не кажа дали има покачување на крвниот притисок, само кажа дека има околу 8-9 гликемија во крвта покрај терапијата што ја прима, значи дека треба да се смени терапијата или да се премине на инсулин. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве на во програмата? Да, во програма сте, ќе ве замолам само да не следите преку слушалката и да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. Повелете, така, кое е вашето прашање? Моето прашање е, јас сум диабетичар тип 2. Така? Ме слушате? Да, ве слушаме. Тип 2. Секоја сабајле го мерам шекерот 5,5, 6, 6,5. Ама ме интересира дали во текот на денот, кога го мерам, ми изнесува од 10 до 12. Дали е тоа правилно или не? Така, добро. Колку време има диабет пациентката? Повелете. Колку време имате диабетес? 3 години. 3 години. Така. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Па сега не знам во однос на незината гликемија е нормална според тие вредности, но на гладно не треба да изнесува повеќе од 7 и на нахрането во текот на денот, кога е веќе нахранета, да не е поголема од 11,1-2. Значи незината, колку што разбрав, е 12, така да според мене си е добро контролирана, освен ако нема некои други тегоби, но независно. Диабет тип 2 во моментот кога ќе да се диагностицира, кај неа пред 3 години, значи е диагностициран, значи уназад уште 5, ако ставиме се 8 години. Задолжително 2 пати годишно проверка на бубрезите. Така, Да. уште еден гледач очекува вклучување во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Шекерот стално ми е 6,3. Така. Мерила сум го и 4,8. После стрес беше ми 6,6 и кринолого ми даде да правам обтеритување на шекерот и беше ми после тоа 8,5 со обтеритувањето. Утре ден да мерам, па ми е 6,5. После една недела, па ми е 6,5. 4,8. Пазам за шекер. Тромесечниот 5,5 ми беше. Сега ја не знам дали сум шекераш или не. Добро. Ви благодарам за поставеното прашање. Доколку вредностите не се над 7, значи нема диабет. Може да има нарушена инсулинова резистентност и нарушена гликозна толерантност. Тоа се други состојби на преддиабетес, кои што треба да се доиспитаат дополнително. А диабет како диагноза се поставува само ако се утврдат такви високи вредности на гладно, како што ги кажавме пред малку, значи над 7,1. А дали преддиабетот може да ги оштети бубрезите? Па може да ги оштети доколку трае тоа долго време и не е контролирано. Тој може да премине лесно во диабетес. Значи обично инсулинова резистентност имаат обезните пациенти поради масното ткиво, немаат чувствителност за гликозата на периферните рецептори и кај нив најчесто се јавува после известно време диабетес тип 2 и со тоа и се нарушуваат и бубрежната хомеостаза и покачуваат и крвен притисок. Тоа е еден метаболитен синдром, метаболен синдром се јавува со обезност, покачана гликемија, покачен шекер и покачен крвен притисок. Тие три прават таа констелација на метаболен синдром, кој што доста често застапен кај нашите пациенти од овие простори. А на каков начин се диагностицира
диабетската нефропатија. Споминавте тестови за протеини. Да. Има разни типови на тестови за протеини. Што се е потребно да се направи за да се постави диагноза? Па има неколку вида на тестови кои што се прават. Едниот од нив е прво, значи се прави елементарна, основна уринарна анализа, кај што се представени протеини како протеини со плюсови. Значи има 1, 2 или 3 плюса. Нормално не треба да има протеини, но ако се забележат 2 или 3 плюса во урината од основната анализа, значи дека ни дава знак дека има некој проблем, дека можеби има микроалбуминурија. И тогаш се пушта се прави тој тест микроалбуминурија во една порција урина, затоа што има и уште еден тест кој што се прави не во еден примерок урина, туку се собира 24 часа, во рокот од 24 часа во деноноќие пациентот собира 24 часа урината и после тоа дава еден примерок каде што ние гледаме за рок од еден ден, од 24 часа, колку протеини се губат преку урината. Тоа се квалитативни тестови, каде што точно се определува грамажата, колку протеини со урината се губат. И има уште еден тест кој што се прави, тоа е однос на албумин и креатинин во урина, исто така во границите од 30 до 300 мг, и тој се следи. Тој не е за 24 часа, тоа е исто во една порција, попрактичен. Значи креатинин во урина, а не во крв. Бидејќи обично кога не боли бубрегот, не испитуваат креатинин и уреа, но овој пат се прави анализата на друг начин. Имам уште еден гледач кој што сака да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ви молам поздрав до водителката и до докторката и ве молам за одговор. Јас имам тегови на задниот дел на нозете, како да го речем, на домена, и ми трне. И кога стоја, се затресувам. Кога се затресам, земам бомбона. Помине ми. А после шекерот ми е секој бил пат од 500 до 6 до 7 минимално, и вика нормално. Сега пред 3 месеца истото ми се гади, побарах од докторката да ми се испита овај скриениот шекер. Скриениот шекер, кога го испитаа, дојде 8,4. И дадоа ми метформин. Осетив се како добро, ама имам тегови, да тресувам се по некој пат и не знам како да се регулирам, што да преземам. Ова е повеќе прашање кои што би требало до ендокринолог да се упати, но вие како нефролог што би можеле да кажете за ова? Па јас мислам дека пациентката треба да направи прво, значи, да следи гликемија неколку пати во денот, саба или на гладно, во 12 часот, во 16 и вечер во профил, гликемски профил да си направи, и тоа така неколку дена, можеби ден-два, за да види на базата на тоа што таа го прима како терапија и на нејзиниот начин на живот, да види како и се контролира шеќерот. Сега, доколку има потреба за дополнителна терапија да се даде од ендокринолог, треба да се посети се разбира ендокринолог, а тие при тоа тресење што го осеќа најверојатно прави хипогликемија. Се препорачува да следи почесто ниво на шеќер во крвта или тогаш кога ќе се деси тоа да измери шеќер. Но најдобро е да во консултација со специјалист, ендокринолог. Доктор, доколку дошло до оштетување на бубрезите од покачениот шеќер во крвта, постои ли начин да се запре тој процес или пак со лекови да се излекува состојбата и бубрегот да си ја поврати првобитната функција? Па доколку има протеинурија, веќе протеини во урината и диагностицираме диабетна нефропатија, процесот не е реверзибилен. Значи не можеме да го излекуваме, можеме само да го продолжиме времето кај што пациентот, например, да дојде до диализа. Тоа значи дека бубрегот откажува? Да, тоа значи дека полека
зависи ќе откаже да, ќе еден ден. откаже. Па да, зависи од многу фактори, нели, како ќе се третира, дали ќе ја контролира крвниот гликемијата, дали ќе ја контролира притисокот, дали ќе прима терапија редовно, дали ќе има физичка активност, тоа не го спомнавме, многу е важно за пациентите што се со диабетес да имаат умерена физичка активност, која што кажува 150 минути неделно. Не е многу кога ќе го разделиме, но е важно да е умерена, брзо пешачење, некојаш возење на велосипед или пливање исто така, но да има некоја умерена физичка активност. Кога ќе се појават протеините во урината, ако не се третираат според нашите нефролошки гајдлајни, значи дека ако не се третира после 5 години, со сигурност ќе се развие диабетна нефропатија. Ако не се третира воопшто, доколку се третира, тој период може да се продолжи до 20 години, 25 години, да пациентот има подобар квалитет на живот и да се нормално стрикно да се држи кон препораките. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Ви се молам едно прашање. Имам 73 години. Така. Имам изваден еден бубрек, значи со еден бубрек сум. Имам шеќер што го контролирам до сега со амарил, меѓутоа оваа година веќе не ми делува и тргнав по испитувања. Правам контроли на бубрезите, параметрите се во ред. Меѓутоа, што ме загрижува, што креатининот ми паѓа сега. 90 па 89 со 5, значи на 2 пати кога сум контролирала во рок од 2-3 месеца и очекувам да бидам ставена на инсулин. Добро. Ме интересира зошто паѓа креатининов и докторката ми даде интернистот креон да пијам затоа што има некоја промена на панкреасот. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете. Креатининот обично паѓа кога човекот губи и од мускулна маса. Значи, колку по-слаб е човекот, толку понизок е и креатининот. Така да, најверојатно, жената има изгубено килажа, да, и тогаш во тие, кога нема мускулна маса, креатининот не знае така да даде такви вредности. Иначе не гледам друга причина за опаѓање на креатининот. Да не мисли покачување, а не паѓање, затоа што за опаѓање само во таков случај може да дојде, кога губи човекот од мускулна маса, тогаш. Добро, и затоа што веќе немаме време, мора да привршуваме околу начинот на превенција на диабетската нефропатија. Може да погледнеме еден телоп кој што јас го издвоив, можете вие да се согласите со ова или не и да искоментирате, кој што гласи: одредувањето микроколичини на протеини во урината кај диабетичарите е најдобра стратегија за рано откривање на диабетска нефропатија. Дали ова е најдобар начин да се спречи всушност болеста со редовни тестирања? Со редовни тестирања може да се фати болеста на време за да се третира и тоа представува златен стандард во диагностицирање на диабетската нефропатија. Значи, одредување на количини на албумин во крвта, доколку знаеме дека пациентот е диабетичар, и тоа да се следи, да се даде соодветна терапија, да се смени начинот на живот и да се превенира како диабетската нефропатија, затоа што микроалбуминиријата не е маркер, представува на маркер не само за диабетска нефропатија, туку воопшто за целиот организам дека има проблем на васкуларно ниво. Значи, со тоа што ние ќе превземеме нешто во врска со диабетската нефропатија, превземаме за еден генерализиран процес за може да се понижи ризикот од смртност од кардиоваскуларни инциденти. Така, кај нив е зголемен всушност тој ризик и смртниот исход. Да, кај диабетичарите и до 10 пати, кај тие што се на диализа до над 100 пати ризикот од срцев инцидент. Најчесто и тоа е причината за смртност кај нив. Кај пациентите на диализа зборувам. Така, значи кој ќе откаже функцијата на бубрезите, потоа се пристапува кон
Диализа? Се пристапува кон диализа или трансплантација на бубрек. Трансплантацијата најдобро е да се направи симултано со панкреас, но бидејќи тука не се прави кај нас, ние сепак прифаќаме, трансплантираме пациенти кои што се со диабет, но идеалната состојба, ситуација би била кога се трансплантира и бубрек и панкреас. Доктор Мемедовска, ви благодарам што бевте наша денешна гостинка и што на еден убав начин ни појаснивте многу работи кои што се поврзани со болестите на бубрезите и покачениот шеќер во крвта, односно диабетесот. Ви благодарам и вас. Се надевам дека повторно ќе се видиме во студиото на Телма. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме од вторник до петок во 12:45 во Телма амбуланта, а понеделниците се резервирани за магазинот за родителство 0+ месеци, кога зборуваме за здравието на децата, но и за многу аспекти на родителството. Се гледаме, пријатно.